Добре дојдовте во Надказ, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Љупчо Пренџев. Добре дојде. Добре дојдов, благодарам за можноста и поздрав се што ме следат. Пратениче, меѓу другото, ти си политиколог, е сега едно прашање кое што не би требало да има поврзано со политиката, но за жал има. Се вика синдикат, се вика ССМ, се вика протести во момент кога поголемиот дел од синдикатите се договараат со владата, добиваат бенефиции, изголемување на плата. Некој не го прави тоа и гледано од страна изгледа како да има сериозно замешателство на политички прсти во целата приказка. Како гледаш на ова што се случува со ССМ протести? Еве сега најавија во неработен ден, што исто така е симптоматично, но продолжува приказката. Видете, ја би сакал да објаснам работата ако може по-детално како јас ги гледам работите. Значи, во државата има практично два вида на вработување. Вработување во јавниот или државниот сектор и вработување во приватниот сектор. Иако државата се вели дека најголем вработувач, тоа е точно, поединечно како држава највеќе луѓе работат во државниот сектор, но гледано од вкупниот број на вработени во општеството, огромен број, многу повеќе работат во приватниот сектор. Државата во изминатиот период, од кога ние дојдовме да бидеме управувачко мнозинство, имаме еден различен пристап кон сите вработени во јавната администрација, целиот јавен пристап, а тоа е дека ние се договараме со секој гранков синдикат одделно, со секоја условно кажано бранша во општеството одделно и тоа важи до крајот на овој мандат. Бидејќи принципот како до сега, што го гледавме во изминатиот период, беше јас ќе потпишам на крајот на мандатот еден договор, а потоа друг тој ќе го реализира и ќе го плаќа. И ние рековме овака: се она кое што во последните месеци пред одење го потпишаа Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, со сите синдикати и сите колективни договори ги почитуваме. Така и денеска. Значи, оној за минимална плата, сега така ќе порасте со овој закон, ние тоа го почитуваме. Пример, колективниот договор во одбрана, пред да си оди Славјанка што го потпиша, ние тој го почитуваме и истовремено разговаравме со сите одделно за покачување дополнително на нивните плати. Например, до крајот на нашиот мандат сите вработени во образованието ќе добијат кумулативно околу 46 до 48%. Сите вработени во здравството ќе добијат исто така над 40% покачување до крајот на нашиот мандат. Веќе добијат 10% покачување сите припадници на МВР. Добијат 20% покачување сите припадници на социјалните служби. Имавме 30% покачување сте вработени во секторот за општи и заеднички работи и сега последното покачување кое што беше односно последниот договор со гранковиот синдикат на популарно кажан како УПОС, имаме околу 40% покачување за 2 години и 3 месеци до крајот на овој мандат. Сакам да кажам дека државата како работувач, ова што го прави до сега никој го нема направено, бидејќи знаете дека секогаш секоја влада, независно која била, обично на крајот на незиниот мандат потпишува договор со кој што смета дека со исплата на поголеми плати на административците ќе ги врзе рацете на следната влада. Ова што е факт, она што е реалност, она што е аргумент е тоа дека ние како управувачко мнозинство сите колективни договори што СДСМ ги потпишаа пред одење ги почитуваме и минимум 40% на секого му е зголемена платата, ама не после избори парламентарни за 2,5 години, туку сега до избори парламентарни кога ќе се случат овие. Така да многу честен и фер пристап. Во вториот дел, каде што ние имаме многу неколку кратно повеќе вработени во приватниот сектор, нашиот став беше дека работниците и собствениците на бизнеси мораат меѓусебно да се договорат. Ова е многу сериозна тема и оваа тема не трпи импровизација и оваа тема не може да се решава ниту на подкасти, ниту на гостувања, ниту на интервјуа, ниту на протести. Оваа тема е толку многу сериозна, толку многу стотици илјади семејства и работници зависат, да е вака многу несериозно да вие ја комуницирате со јавноста од улица, од булевар и така натаму. Што сакам да кажам? Капиталот не може да функционира без трудот. Трудот не може да се вработи доколку нема капитал. Тие се едно исто и тие одат секогаш заедно во синергија. Она кое што е принципиелно е дека не може државата да каже колку ќе го исплатите вие вашиот работник, туку тоа мора да биде договор
помеѓу работодавачот и работникот, и владата тој ќе го почитува во целост. Како тие ќе се договорат, така ние ќе постапиме. Затоа што да бидеме реални. Она кое што нема да го слушнете од овие протести, она кое што нема да го слушнете од оние популистички говори во собранието, на медиуми некаде, е тоа дека државата ја качува платата, но ја качува државата платата ако израчунате понекаде 8%, 6%, 9% годишно, што кумулативно доаѓа до бројките кои што ви ги кажав. Кога ќе ја видите просечната плата во Република Македонија, дека е порасната за повеќе од 10%. Тоа ви кажува дека приватниот сектор ја покачува платата повеќе од она што го прави државниот сектор. Бидејќи не сакаме да се случи мислење и слика дека таму воопшто не се покачува платата. Сметам дека се работи за решенија кои што се популистички. Сметам дека е некоректен односот кој што го добиваме како политичка номенклатура, затоа што навистина во изминатиот период имаме целосен и континуиран став во кој што ние застануваме позади секој еден работник, позади секој еден бизнис, бидејќи државата, како што ви кажав, се води помеѓу синергија, помеѓу приватниот капитал, помеѓу трудот и помеѓу оние кои што работат во јавниот сектор. Јас сум убеден дека таа плата ќе продолжи да расте. Јас ги повикувам и ова прилика уште еднаш ќе искористам да сте чинители многу сериозно пристапуваат кон ова проблематика, бидејќи навистина е многу сериозна, навистина живот значи, и ги потсетувам дека проблемите се решаваат со разговор, со диалог. Проблемите не се решаваат од улица, проблемите не се решаваат од говорници, подкасти, гостувања по емисии, да бидеме сите треба сериозни, и се надевам дека во следниот период ќе имаме едно така окончување на состојбите. Политичкото замешателство во овој случај повеќе од видливо зборуваме за организација која што за жал има континуитет на поддршка на таа една те иста партија. Велат СДСМ, ССМ дека некогаш и нема една буква разлика. Зборуваме за 2002-та дадоа поддршка ССМ за избори на СДСМ. 2018-та дадоа поддршка за промена на името на референдумот. Излегува сите нивни гранкови синдикати и слично. Она што се случува сега во моментов е предводено од човек кој што беше одбиен повеќе пати да биде на таа функција заради тоа што не исполнуваше одредени услови, за да наеднаш го одобрат со потпис на Тренчевска, за да утредента биде потпишан оној колективен договор кој што и ден денес врви. Тогаш го поздравија со овации, соработуваа со владата. Премногу случајности се секогаш кога на СДСМ ќе му затреба е она позови пријателја, так некој врти телефончето, барем така изгледа од страна, и некој се јавува. Премногу е симптоматично. Веројатно тоа, но знаете како јас размислувам, фактот што некој го поддржува некого и тоа што вие го кажавте во вашето прашање, тоа не го менува фактот дека како никогаш досега имаме покачување на платите во јавниот сектор. Тоа не го менува фактот дека и во приватниот сектор за повеќе од 10% се покачи платите идната година. Дали е малку, секогаш треба повеќе, но дека работите одат во едно многу позитивно сценарио, за разлика од како до сега, тоа е факт. И ниту една поддршка, ниту едно повеќе придо што ви рекле вие не можете да го изманипулирате граѓанинот, бидејќи за разлика од години сега, денес граѓаните се многу поинформирани, јајте точно знаат што се случува во Република Македонија, точно знаат кој за што се залага, точно знаат дали денес ќе имаме 30% инфлација или имаме помалку од 3% инфлација, точно знаат дека пред 3-4 години сите оние кои што сега ги убедуваат дека тоа се живеело подобро, имавме инфлација на храна и пијалоци еден месец беше над 35%. Не забораваат дека живеевме во времење во кои што во еден ден во големите маркети и по 2 пати се менуваат цените, секогаш беше на покачување. Знаат сега има интернет, има вести, гледаат дека Република Македонија има втора најниска инфлација во регионот и дека е многу држава која што има стабилизирани финансии, има стабилизирана политичка состојба, и тие работи едноставно не можат да се избришат, оваа реторика ние ја гледаме уназад години, и уназад години има изборни циклуси, и како им тргнала со оваа реторика и 21 година, и 24 година, и минатата година, граѓаните едноставно си го испорачуваат со сменото мислење на избори, така што
Јас не сум околу тоа загрижен. Она кое што е наш фокус е како да подобро утре на секој еден работник, од административец до вработен во приватниот сектор, од газда и собственик на бизнис, па се до некој кој што е занаетчија. Тие се наш фокус сега и ќе останат да бидат во следниот период, бидејќи ние тие луѓе ги гледаме секојдневно, ние тие луѓе ги комуницираме секојдневно и на крајот на денот со дигната глава, како што го направивме тоа изминатата година, и следните парламентарни избори ќе отидеме и повторно ќе чукнеме на секоја една врата. Тие дали чукаат на врати, не знам, но тоа на кое што се гледа согласно поддршката, мислам дека не. Гледано од страна, имаше и поддршка на Филипче, се јави дури и Бисера Антоанета Стојчевска со поддршка, постојано и тоа максимална поддршка за ова што се случува со ССМ. Гледано од страна, ова изгледа како еден обид за злоупотреба на некоја организација за правење на еден дефокус. Зошто? Во време се случува ова, кога пред да се случува излезе една афера, многу тешка афера, за која што обвинителството отвори истрага, се работи за рекетот на Зоран Заев и Венко Филипче врз Жан Митрев, нешто што го снема од радарот затоа што се покри со една друга, уште поголема афера, зборуваме за марихуаната, 40 на тони досега, 100 можни, а најверојатно ќе одат на 130-40 тони. И наеднаш некој држи луцидни пресконференции кои што немаат благе везе со реалноста, а од друга страна прави протести и поддржува протести кои што се реално неосновани за тоа што некој треба да седне да преговара, како што кажат и на маса се решаваат тие работи, а не на улица. Но еве, време на афери и повторно Пренџов, време на афери од СДСМ постојано и додека бевте во опозиција, аферите беа од СДСМ, доаѓаат на власт, аферите се нивни, одат во опозиција, аферите се нивни. Постојано една аферџиска партија која што се обидува да се врати сега повторно преку некој дефокус. Три работи, сакам да искоментирам ако ми дозволите. Да. Првата работа е претпоставувам на колешката Бисера Серафимовска Стојчевска од Собранието, и кога ја спомнавте, јас се замислив за некој незин став, дали можам да полемизирам со незин став, не можам, бидејќи за жал во рамки на Собранието, каде што ние практично сме молеле да влеземе во Собранието на избори, сме водели, сме се кандидирали да бидеме таму треба да кажеме нашите ставови. Таа збор не сум слушнал да земе за некој битно прашање, затоа не знам, медиумски не ја следам често и не можам да коментирам, бидејќи сепак јас на пример гостувам по медиуми секогаш кога ќе ме повикаат, бидејќи тоа ми е работа, но сепак ставовите политички ги комуницирам во рамки на Собранието, во рамки на комисиите, на говорниците, бидејќи така личи. А потоа ги комуницирате и на медиумите и дебатирате на тие ставови, и тоа е демократија. Чудна е нивна демократија во која што не се сеќавам таа дискутирала во Собранието некоја комисија за некоја прашање на работа, така? И не ја следам по медиуми, не можам да извинете, тука не можам да искоментирам ништо. Во поглед на она што се случува со мрежите за криминал на кланот Заеви, на Заевци, на Филипче, мојот став е многу познат, не сега, мојот став, ние сме имале емисии со вас 10 години минимум, и јас тој став си го држам за тој човек. Јас ќе ви кажам вака, според мене во Република Македонија ќе има правда и Република Македонија ќе биде правна држава само во оној момент кога обвинителството во една јасна и транспарентна постапка ќе истражи што се случувало, сите оние сомнежи за криминал, а се поврзани со кланот Заеви, со Зоран Заев, со Оливер Спасовски, со Миле Зечевич и останатите, бидејќи опозицијата во изминатиот период изнесе во јавноста многу документи, многу пишани докази кои што беа индици за сторен криминал, но еве до ден денеска, 2026 година дојде, ние имаме обвинителство кое што не истражи ништо и не комуницираше со јавноста дали тоа што опозицијата како документи, пишани докази го кажуваше за Зоран Заев е вистина или не. Јас тој човек немам високо мислење, напротив имам многу ниско мислење, и истојот како халиевата комета помина, направи хаос во општествениот, во политичкиот систем и го снема. Дали вие ќе се занимавате со политика е ваш избор, но толку вие сте направиле криминал, тогаш обвинителството мора тој криминал да го истражи, судот да го пресуди, а јавноста да биде информирана, бидејќи криминалот, сомнежите за тој криминал
еве да почитувам презумпција на невиност, се правени со државни, со наши пари. Во поглед на марихуаната, воопшто мене тоа не ме чуди, 80 лиценци за марихуана за држава од 1,5 милион луѓе кои што живееме овдека е премногу. Дали имало и колку имало злоупотреби, очекувам во следниот многу краток временски период да излезе министерот Панче Тошковски. Познавајќи го него, знам дека моментално тој прави, претпоставувам дека прави сигурна, односно темелна истрага и очекувам да со имиња, презимиња, количини и проценета штета во пари ќе излезе и ќе информира јавноста што се случувало со тие 80, колку тие работеле честно и поштено, колку се точни тие обвинувања дека се давани лиценци за сладење марихуана на нива, колку таа е продавана, како е продавана, дали е продавана за медицински цели или за лукративни цели. Очекувам во следниот период да тоа го видиме. Не го брзам, обично јас барам работите да бидат побрзи, не го брзам да биде за 2, 3, 5 дена, но очекувам некаде до крајот на месецот, почетокот на месец март, да имаме една пресконференција од страна на министерот за ватрешни работи заедно со обвинителството и македонската јавност да биде запознаена што се случува со тие марихуани, затоа што многу пати сме ги зборувале и во собранието, знаевме дека постои огромен сомнеж за криминал, знаевме дека не е ниту нормално, ниту логично да има 80 такви фабрики во една толку мала држава, ниту е нормално, ниту е логично да имаме сомнеж дека премиерот поранешен Заев, брат му, братучет му таму, како се поврзани сите цел чопор, се вклучени директно или индиректно во било која од тие фабрики, да видиме дали е сето тоа точно. Затоа се враќаме на моето првичен одговор. Очекувам да обвинителството во следниот период и тоа како се позанимава со тие наши сенки од минатото, кои што за жал ја определуваат сегашноста, а и тоа како ние детерминираат и иднината, бидејќи на секоја власт, на секое управувачко мнозинство му треба и политичка партија која што е во опозиција, која што е силна и која што има исто така визија за развој на Република Македонија. Јас мислам дека таа политичка партија, за жал, јас секогаш што го коментирам, таа прерасна во дуел, друштво со ограничена одговорност, основно до едно лице, тоа е Зоран Заев и неговиото семејство. Сега овој тука му е како чувар на фотејата и таа политичка партија едноставно гледаме и преку колешката која што ја спомнав, нема визија за развој на државата, едноставно често пати немате како да ги вкрстите аргументите, па ние помеѓу себе си комуницираме, си се критикуваме со цел да имаме подобри законски решенија и мислам дека и тоа како треба да се позанимава со овој човек во следниот период. Човекот кој што го споменуваме се јави еднаш на Facebook статус и онака, еве, за другарче прашувам, каде е Зоран Заев? Зошто не е во Македонија? Не знам каде е Зоран Заев, ниту ме интересира. Зоран Заев треба да знае каде е обвинителството, односно треба да го истражи обвинителството сите оние работи кои што опозицијата ги изнесе како докази, како потенцијален криминал, пишани докази имаше многу изнесено и мислам дека помалку е важно дали ние знаеме каде е, треба зад институциите каде е, доколку има сторено определен криминал, а потоа да не известат како јавност. Она што од друга страна се случува е постојано поврзано со така наречениот нов лидер. Јас мислам дека никогаш не е бил лидер, дека зад него стои оној кој што стои, се вика Зоран Заев, дали е во Дубај или Грција, беше и на баци рака чинам пред некое време во Грција кај него, но кога и да се спомне некоја афера, симптоматично или не, таа е поврзана со актуелниот председател на опозицијата или опозицијската СДСМ. Зборуваме за Жан Митрев, зборуваме за марихуана бизнисот, зборуваме за корона вакцините, зборуваме за јагленот на вице, зборуваме за модуларната болница, зборуваме за онкологија, зборуваме за джипот кој што го нема, а го имаше, зборуваме за викендичката на нерезине постојачка која нема, ја имаше. Значи, премногу афери поврзани со еден човек уште кога го назначија за председател, нашега експертите велеа дека подобар кандидат немало и подобар од оние кои што беа во игра, беа малкумина, испаднаа оние другите сите, тој се натопори претходно како исто Ковачевски што го шеташе, така и овој го прошета до Грција, ако се сеќаваш, и стана председател, истиот тој Заев. Но премногу афери околу еден ист човек, каде има дим, има и огин, но и премногу е неверојатно да има околу тебе, зошто за тебе нема 100 афери, за мене или за некој друг, туку еден те ист човек е вмешан во 500 афери. Како гледаш на тоа? Јас бев директно вклучен во
она што се анкетна комисија за онкологија во рамки на собранието и тогаш имав прилика да видам многу документи и директно да прашувам многу директно луѓе кои што беа вклучени во сите тие процеси на онкологија. Јас и тогаш и сега лично моето мислење беше дека се она што се случувало на онкологија, господинот Филипче и бил информиран и тоа го координирал, тоа е мое лично мислење, така не мислеше обвинителството, така не мислеше судот, едноставно него го нема во тие предмети. Дали тоа е нормално или логично, треба да цени јавноста. Но на прашање кое сакам да го отворам, господин Цветановски, е тоа дека јас како пратеник во собранието сум јавна личност. Јас секогаш кога вие сте се јавили, ваши колеги, независно од која телевизија, независно од кој портал, јас секогаш сум спремен да дојдам да дебатирам, независно кој е спротив мене, дали е вака интервју, и тоа се случувало, вие знаете, за 10 години кога сме биле во опозиција и кога сум бавувал други општествени функции. Обвинителите во оваа држава, мислам дека во следниот период ние треба малце повеќе да ги прашуваме, односно вие како медиуми, вие како што јас сум јавна личност и тие се јавни личности, како што јас земам народни пари, така и тие земаат народни пари, како што јас имам одговорност за мојата работа во собранието, тие имаат одговорност во она што значи обвинување на потенцијалните стоители на криминал. Тогаш можеби ќе имаме како јавност една аналитичка и една пообјективна состојба за тоа што се случува со јавните обвинителства, дали исчезнуваат предмети, дали луѓе се вадат од предмети, како овој со онкологија. Јас ви кажав, обвинителството смета дека тој е невин, там немаше, само за Нино Васев. А јас не сметам така. Јас тие документи што ги гледав, што ги прашував луѓето, тој све знаел, тој се информиран, и мој впечаток беше дека човекот, и тоа како е инфилтриран, да не речем дека бил марионета на сето што се случувало таму, заедно со неговиот другар во тој период премиер. Тоа беше мое лично мислење. Но обвинителството така не мислеше, за него не се потегна ништо. И сега сметам дека треба во Република Македонија да се отвори прашањето дека не можеме само ние да одговараме за работа која што и не е наша како политичари, туку сите оние јавни функционери треба да дојдат овдека и да објаснат на граѓаните што се случува. Така се создава доверба. Бидејќи не секогаш вие тоа што ќе го кажете може некој ќе го поверува. Начинот на кој што го кажувате, дали верувате во тоа, дали сте сигурни во тоа, и сметам дека така јавноста треба да си прави проценка. Например, во Америка се сосема спротивни работите. Ние мораме да почнеме така да функционираме. И оваа прилика ја користам да сите вие кои што имате алтернативни начини на комуникација со јавноста преку интернет, преку подкасти, преку медиуми, ти треба почнете да викате и обвинители, и тие се должни да дојдат и зборуваат својата работа. Мене ми е јасно дека нивната природа во предистрага да не може да зборуваат, но има многу предмети кои што се веќе во истрага, кои што се веќе на суд, за кои што јас не гледам зошто, например, еден обвинител не би можел да зборува овдека кај вас за определен случај кој што е од интерес на јавноста, а например истото може да го зборува на суд каде што вие со камера може да отидете да го снимате. Очигледно бегаме ние од прашање на јавноста, а јас сметам дека демократијата подразбира секое прашање на јавноста да треба да биде одговорено, независно од кој јавен службеник или функционер се работи. Пример, вие како приватна фирма, како занетчија, вие не сте должни да одговарате ни едно прашање, но доколку вие сте јавен обвинител, политичар, вие сте должни, сметам дека тоа треба да биде еден нов квалитет во демократското живење во следниот период во Македонија. Токму така јавен обвинител, не е таен обвинител, нели? Да, еве ти го посочуваш. Ама не самото тоа, се извинувам, ќе повторам, самото тоа што, например, кога вие ќе започнете судски процес, како медиуми може да гледате и документите и целата истрага. Так. Зошто тој истиот човек да не дојде овдека за убаво да објасни, да видиме што се случувало. Можеби ќе испадне дека Заев е невин, можеби ќе испадне дека Филипче е најчестниот човек на светот, а можеби ќе испадне и обратното. Мислам дека јавноста заслужува да ги добие тие одговори. Ги спомна јавните обвинители. Ти посочи дека гледаш вина кај Филипче за онкологија. Анкетната комисија посочи политичка одговорност директно кај него. Факт е дека рибата смрди од главата, не од опашката, како што вели неговото другарче Заев. Меѓу другото излезе еден јавен обвинител поранешен кој што кажа што се случувало со модуларната болница и кажа кој е виновен замисли пак е Филипче според Лейла Кадриу, која што излезе од комодитетот на јавното обвинителство, си даде оставка и работи како адвокат. Значи секоја чест, ретко кој тоа го прави, зборуваме за многу пари, за многу комодитет, за многу поволности што ги нуди таа позиција. Излезе Хајрулахи кај мене во емисија, кажа
истото го кажа и за СЈО, и за Бубевски, и за останатите. Излезе Јово Цветановски, уште еден шиканиран поради СЈО, поради СДСМ во превод, нели, јавен обвинител, кој што единствен останат на функција, иако нели казнет што веќе не му е правено. Сите кажуваат и меѓу другото ова што го спомна ти лоцираш одговорност кај него, анкетната комисија кај него, еве јавна обвинителка, вели тој е виновен. Толку ли го мразат Филипче сите или пак нешто повторно не е како што треба работа? Никој тука не се работи за никаква омраза. Така испаѓа гледано од нивна да се разбереме за две, да, јас мислам дека тој е виновен, обвинителството не мисли, јас сум неважен во таа приказна бидејќи јас сум обвинител, но сакав да потенцирам дека анкетната комисија немаше заклучоци конкретни, бидејќи тие никогаш не се изгласа. Зошто? Затоа што со таа комисија претседаваше колешката Рашела Мизрахи и таму никако опозиција во тој период, согласно делникот, ние бевме малцинство во таа комисија. Иако само ние зборувавме, иако само ние се испрашувавме, условно кажано, луѓе во наводници сведоци кои што директно биле вклучени во тој процес, иако од тогашното мнозинство цело време молча, дури се ни појавуваа на состаноците, сепак на крај кога се прават заклучоците, тоа мнозинство мора да ги изгласа. И ние имавме една многу чудна состојба во која што се она кое што тие го зборуваа, ние го напишавме и тоа го напишавме, еве да кажам условно кажано со фини зборови, да биде веќе по-прифатливо за нивниот стомак, бидејќи тоа го видовме, тие едноставно не сакаа тоа да го изгласат, таа анкетна комисија остана без заклучоци. Но кога го зборував претходно за обвинителите, ова е одличен пример што тоа значи за јавноста. Јавноста точно знае како таму се дискутираше, јавноста точно имаше представа што се случувало на онкологија, бидејќи нас не слушаше јавно, транспарентно и ние зборувавме. Доколку обвинителиве почнат да доаѓаат повеќе по медиуми и повеќе почнат да комуницираат со вас како представници на јавноста, тогаш на јавноста ќе станат работите уште појасни. Јас тогаш ви кажувам дека ние нема да имаме 2% доверба во обвинителството, туку ќе имаме 80% доверба во обвинителството, бидејќи вие го гледате обвинителот, за него имате перцепција добра или лоша. И на крајот на денот може да се направи систем како во Америка, доколку граѓаните немаат воопшто доверба во тебе, тогаш ти си одиш дома. Видете, во судството работите станаа такви да еднаш дадено право доживотно ви е, едно вработување ви е доживотно, судите согласно моменталната проценка, не одговарате за вашата пресуда доживотно. За разлика од нас, ние сме на мандат. И тоа е една од причините за нашиот квалитет и ажурноста на судството. Носиме законски решенија, продолжуваме рокови, бидејќи 10 години не ги решиле, приметите луѓето не можат да се имаат чисти документи кои што им се потребни. Колешка јас беше само сакам да кажам, јас ова не го зборувам од аспект на тоа дека сите знаеме дека 2/3 или можеби 3/4 од судството е изгласано во време на Социјалдемократскиот сојуз, оние фамозни гласање по 500 суди во една вечер или 600 суди. Така. Во една вечер. Не само од аспект на тоа дека сакаа да направат во судија на академија судија јавни обвинители, таму се става чиче, вујче, бате, дечкото, се ставаше адвокатот, керка му. Значи такви работи се случува. Не го зборувам аспект јас да ги нападнам сега. Туку го зборувам од аспект на тоа како ние да имаме поквалитетно општество, бидејќи судството и судската власт се едни од столбовите на ова наше општество, бидејќи многу луѓе од оваа држава се иселија бидејќи нема правда во државата. Многу луѓе од оваа држава се иселија бидејќи гледаат дека некој украл толку многу пари, опозиција излегла, еве луѓе овој краде, еве ги документите, судството се прави дека не гледа. На точно У цел свет правдата има затворени очи, само во Македонија и се широко окорени на правдата очите. И тоа не е нормално. Тоа не е нормално и ова го зборувам на аспект на тоа да престане, еве прв во јавноста ја пуштам поканата, ајде обвинителите на завршени истраги кои што не се никаква тајна, излезете да разговарате. Ајде кој бил обвинител во определени случаи кои што биле проблематични, нека излезе нека ги објасни зошто е тоа така. Така се создава доверба. Само информирано општество е силно општество. Само информирани граѓани имаат доверба во институциите, а човек што има доверба во институциите повеќе сака државата, а човек што повеќе сака државата не се иселува од истата. Каква доверба може да има дали обвинителството и судството покрај ликови како Кацарска во судството, како ликови како Катица Јанева,
оние двете нејзини граци, зборуваме за СЈО, зборуваме за сето она што го направија. Уште една тема која што е многу актуелна во моментот, излегува луѓе токму како бивши обвинители кои што работеле таму како кадриу, или пак луѓе кои што гледале, имале контакт со нив, беа суспендирани заради тоа што тера случај за 4,6 милиони евра бонуси за СЈО кои што ги снема пари, државни, народни пари, нели? Луѓето беа суспендирани од оној последниот заштитник на СДС се вика Коцевски. Како да има некој доверба по такво обвинителство кога замисли со сиот ум една од нив се кандидираше и за републички јавен обвинител да биде без срам и перде? Како да има народот доверба во нешто што треба да се среди и реши, бидејќи имаме многу податоци, многу информации директно од првите борбени редови нивни што беа, луѓе што биле и излегле. Зошто не се средува оваа ситуација? Повторно да ќе ја врата довербата така, бидејќи најмногу е падната токму заради Катица Јанева после незиното фаќање во рекетот. Таа институција требаше да исчезне и онака е вонуставна. Не се согласувам, туку таа не требаше воопшто да постои никогаш институција. Ние тоа сме го зборувале, секој уште 2016-15 кога се случуваше, јас доаѓав кај вас на емисија, бев многу категоричен против СЈО. Катица Јанева е помалку важна во приказната. Тоа што некој има амбиции да си биде некаде, тоа па воопшто не е важно, тоа е негово право. Она кое што според мене е најважно е она криво насадено дрво на самиот почеток. Вие не можете со паралелна институција, вие не можете со неправда да донесете правда. Специјалното јавно обвинителство беше вон уставна категорија. Тоа беше едноставно како преки суд на Социјалдемократскиот сојуз. И тогаш имаше, се зборуваше во јавноста дека има снимки како Заев влегува во СЈО од Рузвелтова доле во гаражите, дека има за тоа снимки, како гледале луѓето кои што работеле доле како чувари на објектот, како доаѓал, како се координирале, како договарале пресконференции, тоа ништо не се истражи за нив. Второ, тоа е единствената институција која што 2/3 од буџет, одnosno 3/4 од буџетот го искористи меѓу себе да си ги поделат платите. Да си плати бонуси, хонорари, се што е спротивно на закон. Тоа беше тотално незаконска институција на луѓе кои што помислија дека се богови. Тоа беше институција на луѓе кои што помислија дека треба да бидат джелати во Република Македонија. И целата таа конструкција и сите тие пресконференции и сите тие обвинувања кои што ги имаше, а особено временскиот период и која личност кога имаше шпекулации и основани сомневања дека го одлучува самиот Зоран Заев. Никогаш ние не откривме и не ги зевавме камерите дали е вистина дека пред секоја пресконференција, дека неколку пати во текот на еден месец Зоран Заев највечер доаѓа долу во гаражите и договараат со нив. Ние никогаш не истраживме како држава, како обвинителство, она трас судство не се кире, сакам да направам тебе толку години или оволку години. И јас ова не го зборувам, пак ќе ви кажам, затоа што сум политичар, па сега овие нешто, јас ниту имам премет во суд, ниту знам некој од судиите. Јас го зборувам ова принципиелно како човек кој што сака Република Македонија да биде држава која што е поразвиена, побогата и да бидам луѓе околу мене кои си сакаат државата. Но ако вие имате институции од типот на СЈО, ако имате вие неказнивост во државата, едноставно граѓаните губат доверба и си одат. И тие што тука седат со резерва ги земаат работите, а тоа не е добро. Тоа на никого не му носи ниту профит, ниту му носи додадена вредност. Кога вие немате доверба во институциите на сопствената држава, патем, тоа се институции кои што вие ги плаќате, тоа што одиме, што пазариме, што од ДДВ-то се плаќаат тие институции. И јас само барам да има одговорност во Република Македонија. Кој што правил, дали доаѓа од СДСМ, дали од ДУИ, дали од ВМРО ДПМ, дали од било која друга политичка партија, и одговорноста мора да има име и презиме. Ние мораме да покажеме дека тоа така мора да се прави. Благодарение во наводници секако кажано на оние кукавичи јајца што ги остави владата на СДС и дуи повеќе на СДС, бидејќи
тие си беа реално гледано и за жал повеќе антимакедонски настроени дури од ДУИ, тие гледаа некои други работи да прават да се ги полнат джебовите, но еве се занимаваме со нивните кукавичи јајца, се занимаваме со СЈ, се занимаваме со двојазичноста, проблемите што се јавија нели при полагање на некои испити, се занимаваме со се што беше оставено само и заради нив, бугарскиот, односно така наречен француски предлог, се што во моментов државата е ангажирана да се реши и не може да се тргне понатаму е токму поради нив, но се случуваат и многу убави работи кои што повторно се покриени со аферите на СДСМ од минатото. За жал. Еве, имавме пред неколку дена еден договор со Соединетите Американски држави кој што го потпиша ретко која држава во светот, кој што не може да дојде до израз, бидејќи убавите вести кај нас не поминуваат благодарение на оние вести кои што се не потрупуваат црните вести и како што беше и кога бевте во опозиција и кога сте на власт, повторно се занимаваме со глупостите на СДСМ, не можеме да се занимаваме со ние вистинските реални и придобивки и убави вести токму како оваа што е. Да, многу добро го детерминиравте каде е проблемот и јас мислам дека често пати ова се прави намерно, дека ова ништо не е случајно, бидејќи замислете ако еве да направиме сублимат на нашиот разговор вечерва. Ако само аргументи, она што е, што не може да го кажете дека може би или може би, тоа што е 100% така, тоа е дека изминатата година 2025 просечната плата во Македонија пораснала за 10%, што е рекорд до сега. Дали е малку или не, е тема за дискусија, може би треба повеќе, но е највеќе до сега и тоа е добро. Има добра тенденција. Плати во јавна администрација дали растат? Да, растат, сите се договорени до крајот на овој мандат. Дали Република Македонија направи договор, стратешка соработка со Велика Британија? Да, направи. Дали сме ние целосно позади политиките за надворешна заедничка безбедносна политика на Европската Унија? Да, сме. Дали имаме направено договори со Соединетите Американски држави, кои што се потпиша следниот период за царините? Да, имаме направено. Дали се овие успеси огромни? Да, се. Дали сме ги имале до сега? За жал, не сме ги имале. Дали треба да се радуваме да ги напредуваме овие односи? Да, треба. Ние моментално имаме свет во кој што економските односи се многу динамични. Имаме наметнување царини, поголеми царини, помали царини, едноставно секој се бори за своите граѓани. И Македонија се гради, дали е точно дека историски земено уназад 250 години најблизок партнер на Соединетите Американски држави е Велика Британија? Да, точно те зборуваат исти јазик, имаат многу длабоки врски. Дали е точно дека Република Македонија од пред некој ден наваму имаме најава дека имаме речиси исти царини со оние на Британија, кои што ги определила администрацијата на Трамп? Да, тоа е точно. Дали тоа е голем успех? Е голем успех. Дали тоа што некои царини ќе бидат само 15%, ама огромен дел ќе бидат од 0 до 6,5% е порака за секој инвеститор да инвестира во Македонија, бидејќи во Америка ќе има сигурен извоз за ниска царина? Е точно. Дали тоа дава предвидливост во економијата? Да, дава и тоа е точно. Дали кога тоа ќе почне се движи за година, 2, 3, веќе ќе има сериозен бенефит ке секој еден од нас во општеството? Да, и тоа е точно. И ова кој што ова го зборува, вакви работи може да зборуваме уште многу. Дали тоа го знаат овие од СДСМ и од ДУИ? Да, го знаат и од СДСМ и од ДУИ. И дали нив им е сега правење на враќање на сенки од минатото, пуштање само на негативни вести, им е императив за нив да ги спомнеме? Да, императив е. Еве, земете се вие за пример. Ние разговараме 2/3 од интервјуто што кажале СДСМ и ДУИ. Но знаете што е вистината, господине Љупчо Цветановски? Вистината е тоа дека коалициониот капацитет на оваа политичка генерација се покажа со законот за прекршоци. Нашиот коалиционен капацитет е таков да во собранието имавме 2/3 законско решение без СДСМ и ДУИ. Така? Толку се тие важни. Но целата енергија кога ќе ја точите вие на пуштање на црно, на негативни вести во општеството, а знаејќи народот кој бекграунд го има сте овие години и дека тоа повеќе или помалку некаде ќе залепи, тогаш ние имаме состојба на лавирање во медиумскиот простор. И некој доколку вие ја видите објективната
состојба во државата, тогаш таа е многу подобра од оние 7 години и има тенденции за многу да се подобри. Не е идеално. Јас кога сум бил кај вас, го се сеќавам дека 1 мај беше, јас ви кажав и тогаш, економијата не е промени го законот. Економијата е нешто кое што трае, е процес. И дека сте тие штети ќе ни треба 2, 3, 4, 1 мандат да ги поправиме. Но еве сега се поправаа дури и побрзо од тоа што јас сум имал проекции. Многу е важно кога вие сте инвеститор и гледате држави со педигре, со реноме, со големина, со технологија, многу поразвиени, подобри од Република Македонија, има царини 15%, а малата Македонија од 1,5 милион луѓе ќе има царина 0 или 6,5%. И вие доаѓате да инвестирате во малата Македонија, бидејќи тоа е ваш интерес. А наш интерес како држава е тоа вие овека да инвестирате, да отварате нови работни места, да давате повисоки плати, со цел народот да има подобар живот. И ние ќе продолжиме со таа тенденција, бидејќи нас тоа ни е императивот во политиката. Но нема да заборавиме, и јас секогаш ќе и моите колеги од собранието ќе потсеќаме до кај се основаните сумневања за криминал на кланот Заеви, на Миле Зечевиќ, на Оливер и останатите од СДСМ. Сето тоа е во ред, но кај се мигрантите на Филипче? Се занимававме, се сеќаваше, мала дигресија за крај, но се занимававме 2 месеца со една глупава, ступидна, лажна вест. Една од темите беше сега ги снема, не ги видов доаѓајќи на крај. Една од темите беше и тоа. И сега повторно имате вие повторно истата состојба која сега ја елаборирав. Сега вие што се случува. 2,5 милиарди или 2,7 од двете бројки една е, тие не задолжија во време на короната за ваучери во Охрид. И сега знаете како е, ваучери во Охрид вие ги давате, добивате X гласови и парите ги нема. Ки ги враќа некоја стенна вода како сега се враќаат. И знаете дека тука сте утна работата. Доаѓа нова гарнитура на власт и вика јас сакам да земам измеѓу 2 и 2,2 милиарди, значи помалку од тие, но тука е да речеме проеката, како нешто. За да градам брза пруга во 2 правци од Гевгелија до Куманово. Таа брза пруга да носи целата стока од пристанишето во Солун и во Атина према Европа, и за тоа државата добива над 140 милиони долари годишно, само затоа што тие ја користат таа пруга, и бенефит имаат граѓаните кои што се од Битола, од Прилеп, од Велес, за една посериозна и побрза комуникација со главниот град. Сега, ако вие сте објективен и сте нормална опозиција, тоа ќе го поздравите, како што го поздравија најголем дел од граѓаните во оваа држава. Но ако сте опозиција, како овие сега што се, тогаш вие нешто мора црно да смислите, да го дефокусирате ова, бидејќи кога ќе ги компарираме вака работите во јавност, се многу различни и никој нема да застане позади ваучерите во Охрид, сега ќе застане позади нешто што е крупно, што носи утре пари и што го подобрува имиџот на државата. Бидејќи имиџот на државата не се само убавите зборови или срдечноста со која што ние комуницираме и ги примаме нашите странски колеги. Имиџ на држава значи дали имате вие развиена железница, какви автопатишта имате, какви авиони имате, према каде имате летови. Тоа се едни од многуте параметри за тоа што значи развиена држава. Ти благодарам, што беше, мој гост. Ви благодарам за поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави, секако чувајте се многу.